Такси превозот во Скопје пред колапс. На улиците се помалку има легални такси возила, а наместо нив на секој чекор диви таксисти без лиценци им наплаќаат на граѓаните и двојно повеќе, а возат и со небезбедни автомобили. Од групацијата на автотакси превозници на град Скопје прстот го посочија кон градоначалничката Данела Арсовска, за која велат дека нема никаква контрола ниту стратегија. Како надлежен орган за издавање на лиценци и како организатор на автотакси дејноста, Арсовска не ги почитува и спроведува законите. Вака, ние како такси групација сметаме дека градот Скопје, начело со градоначалничката Данела Арсовска, се одговорни за хаосот што го гледате, за автотакси хаосот во градот. Градот, како институција која ги издава лиценците и организатор на автотакси превозот, не ги почитува законите и одлуката. Градоначалникот не ги активира инспекторите за патен сообраќај, не им дава поддршка да си ја работат работата и да го решат овој проблем. Секојдневно се соочуваме со се повеќе диви таксисти, а тоа ги обесхрабрува регуларните таксисти и не излегува да работат. Затоа и граѓаните имаат потешкоти да најдат такси и морат да влезат во диво такси, а таму им наплаќаат 2-3 пати повеќе него регуларното. Од групацијата на автотакси превозници сметаат дека најголем дел од проблемите е тоа што повеќето таксисти возат на диво, без лиценци и без фискални таксиметри. Дополнителен проблем е што за да се викне такси возило преку регистрираните компании се врти и по 1 час. Проблемот се јавува особено навечер кога нема шанси да се најде кола, па граѓаните ги користат услугите на дивите таксисти кои си наплатуваат како ќе им текне. Од групацијата велат дека овие проблеми ги немало, односно биле незабележителни во времето кога со градот раководел поранешниот градоначалник Коце Трајановски. Инаку такси превозот во Скопје поскапе пред 2 години со одлука на Советот на град Скопје. Со тогашната одлука се предвиде цената да се формира во зависност од тоа колку е горивото, а сегашната цена по која возат таксистите е 40 денари од старт и 25 денари за секој изминат километар.